Добро вечер. Темата за шанси за пробив во смисла на законодавна рамка која би овозможила друг амбиент во кој правосудниот систем би можел да покаже подобри резултати, оваа година ја завршува со буквално персонален пат. Замина државниот обвинител после цела една серија која отпочна со барање за негова смена, па потоа кратка пауза за обвинението за Кочани и на крајот во финалето обвинителот беше 1 час побрз од пратениците и поднесе оставка. Што се однесува до состојбите во судството, 5 интерпелации во собранието, потполно залудна работа како морален апел, а кога почнаа да се ослободуваат местата, претседателката вели дека 2 од нив, кои се од нејзината листа, нема да ги пополни. Годината помина во едни чудни лекции на премиерот во кој тие кои што имаат чиста единица или едва и доверба од 2% не заслужуваат воопшто да разговараат за парите, иако темата во принцип не беа парите и платите. Во таква една година министерот за правда едва и го видовме на понекоја седница. Во меѓувреме тој успеа да магистрира на темата креирање стратегии во правосудството од надлежност на Министерството за правда. Ево надлежност на тоа Министерство за правда беа прилично закони кои запишани во нашата амбиција за реформската агенда од планот за раст требаше да донесат и на приходната страна и нешто пари за државата. Тие го трошат својот грејс период во кој имаат право да ги поместат за извесен период своите одлуки. Но една одлука на Уставниот суд од февруари годинава, која даде грејс период на собранието само да се коригира по прашањето на измените на кривичниот законник од 23 година, кои направија буквален карамбол во правосудството, на крајот ја ефектуираа не магистарот од Министерството за правда, туку 9 пратеници од ВМРО ДПМН. Новите предложени решенија во кривичниот законник предизвикуваат контроверзи. Експертите сметат дека треба да се биде предпазлив, бидејќи новите решенија се далеко од тоа што кривичниот законник го имаше пред 23 година. Кој воопшто помислил дека политичката елита без оглед идеолошки каде стојат на политичката мапа, воопшто и размислува да се вратат решенијата од пред 23 година. Дали предлозите на 9-мината од ВМРО ДПМН всушност потврдуваат дека и тие мислат скоро слично како и они од СДСМ, иако 23-та, кога се носеа измените по скратена постапка, ВМРО ДПМН беше уверен дека тие се носат за да се спасат од одговорност СДСМ и ДУИ откако ќе паднат од власт. Што се може да се исчита и зошто има волку немир во експертскиот круг и разочарување дека се повлекува мал блиц потек кој треба само да ја пролонгира одлуката на Уставниот суд, без воопшто да знаеме што всушност креира Министерството во новиот закон во новиот кривичен законник. Оти, ако тој биде различен од оваа решение, ние ќе сведочиме на една ситуација во која за 3 години во правен режим ќе имаме безмалку 4 различни решенија за истиот фамозен член 353, кој е единствениот кој се однесува на оние кои вршат службена должност, а не за граѓаните. Ова е најавата за вечерашната тема во која мои гости се Драган Малиновски, адвокат, некојаш член на антикорупцијската комисија. Ова е дел од тој пакет кој што треба да го обезбеди тоа антикорупцијско миле или добри механизми кои ќе гарантираат со што се справуваме во околности кога сите дефинираме дека корупцијата е ендемска. Име од колега Васко Маглешов. Добро вечер. Добро вечер. Вие ќе бидете корисен да прошетаме низ хронологијата и датумите, затоа што ја имаме слободата да речеме дека ништо од политичката кујна не мириса на добро на начин на кој што сега пишува во образложението зошто овие 9 пратеници се одлучиле да ги поднесат овие измени. Прва пауза за реклами, па тргнуваме со дебатата. Да, господин Малиновски, кога ќе се запалат
елките какви и да се ни се допаѓаат или не, веројатно ќе треба да важи правилото дзиркај во светленцата во парламентот, а не во сјајот на лампионите на плоштад. Оти проверувајќи хронологијата, гледам дека едни од побитните шверцерски измени се случиле на 27 декември 2018 година, кога се уште обкружувањето беше прилично граѓански ентузијазам и тогаш обидот на екипата на Заев да поминат и измените на 353 заврши неславно, таа повлекоа, помина само измените во 275В, кој му возможија гласање тврдат сега на двајца пратеници за уставните промени. Но намерата за измената и на 353 беше дека тоа е најлесниот начин да се обезбеди потребното мнозинство. Тоа е една доволна слика која потврдува, можеби ли оправдува, дека 353 на начин на кој што живееше пред 23-та, навистина го имаше значењето дека таа бланкетна норма може да служи за политички прогон. Но ако се изместиме од тоа како се однесуваат тие меѓу себе и зашто понекогаш им треба овој член, дали во оценки дека во вака се присутна ендемска корупција, вие сте согласен дека закана кон тие што вршат функции, имаат пристап кон јавните пари и потенцијалот за злоупотреба е исклучително висок, над главата треба да им стои дури прилично бланкетна норма, што би се рекло, внимавај, можеш да бидеш собран по безброј основи, кој ти ги дава само еден член од казнениот законник. Видете, факт е дека со децении Македонија живее со 353 и тоа е на некој начин, сметам, најсилната брана кога станува збор за злоупотребите на службената положба и овостојање. Точно, има логика да се разговара и за нејзината бланкетност и така натака, меѓутоа има и многу конкретни или специфични белези или битија во 353, особено во ставот 5. Кај ставот 5 не ви е бланкетна, кај ставот 5 ви е многу конкретна. Така да тука не би можело да стане збор за, како да кажам, можност за некоја, не знам каква политичка пресметка или ставање под таа одредба. Повеќе мислат на 353В, кој што го сметат како заштитна се слага, може би таму да се, таму е порастегливо, меѓутоа... Но на крајот на криштата може да ве гонат, но на суд без докази се разбира дека не може да ве осудат. Но дали, кога постои вака прилично општ член, како што беше тој пред 23-та година, е неопходно да го има како некаква фронтална закана дека ние друг избор. Ние не сме во состојба на Германија, каде што председател Пендаровски, подпишувајќи го со светлост на брзина закон, велеше, ама ваква норма нема во германското законодавство. Видете, како адвокат или бранител би требало да речам, тоа треба да се тргне, тоа е бланкетна, тоа е манипулативен и така натака, манипулативна одредба. Меѓутоа, како антикорупционер, па сега кога разговарам, или некој кој сака да се обезбеди владење на право, нешто измеѓу првото и второто, сметам дека ова одредбата, односно од членот 353 до 2023 ја исполнуваше својата функција. Особено ако ние видиме дека злоупотребата на службена положба може да биде на разни начини и разни форми извршена, меѓутоа најопасните или најголемите штети по буџетот на државата се случуваа во ставот 5. И вие кога ќе го тргнете ставот 5, особено на начин како што сега е предложен, буквално ја отварате вратата и велете, повелете, правете кој што сакате, од ова нема ништо, никој не може да ве... Само едно дополнение. Не знам дали пресметано во некакви суми за структурата на буџетот, луѓето разбираат дека тоа е најважната, така наречена слободна ставка во буџетот, ако ги тргнеме настрана трансферите кои се буквално пресметани, колку давате за пензискиот фонд, колку давате во другите социјални трансфери, колку давате плати на администрации вработени, и ова другото што е моторот кој што треба да го изврши владата во некакви своји политики се всушност нарачки.
И кога ќе го тргнете овој член, вие всушност им го ослободувате просторот, ние во околности кога постоеше, гледавме безброј примери во кои можности или обидот да се изигра беа прилично интензивни. Знаете што, значи, ние треба, сега ќе мораме да го споредиме битието од ставот 5 од стариот 3 до 23-та и ова сега што се предлага. Тука имате една толкава драматична разлика што буквално јас сметам дека од делот на јавните набавки, ако тие се пред се действијата на извршување преку кои може да се направи ова кривично дело, од јавните набавки по мој впечаток е дека ни 20% од можните действија на извршување не се опфатени во описот овде како што е даден во предложението. Сега зборувате во предложеното решение, затоа што 23-та став 5 беше скроз и отфрлен дека со јавните набавки можеме да правиме како... Затоа велам јас, себе ќе кажеме 22-та. За да не биде јасно за кој говориме, бидејќи добро рековте, во 2-3 години ќе имаме 4 текста, па ќе лутаме за која година станува и за која верзија. Што е важно, Маглешов, во однос на ова нова инкриминација во ставот 5? Еве да речеме дека ова група се знаат имињата на предлагачите. Има право дури да не ја знаат целата комплексност. Иако тие велат дека имало некаква анализа, не знам која правил, па баш за потребите на 9 пратеници, за злоупотреба на службената положба и властување при постапки за јавни набавки. Ако не ја знаеш комплексноста, всушност скоро и ништо не знаеш која е фазата во која евентуално се мести тендерот. Сега, невладините организации кои се занимаваат со деликатностите на јавните набавки. Тоа што сакаат да го гледаат, колку и обвинителите подоцна откако ќе настапи јавната набавка, е како се прави спецификацијата. Како се создава фотороботот за посокуваната фирма. Дали се во право Blueprint групата кога велат дека начинот на кој што е составен сега овој член повеќе се реферира кон делот на постапката, кој всушност може да има управни спорови околу неа како е водена, бидејќи тој строго се лимитира само на оној видливиот дел на изведување на последната фаза на изведување на постапката. Тоа веројатно не е случајно. Да, секако дека не е случајно. Од една крајно широка во измените пред 2023 добивме толку тесна регулација, практично инкриминација само на 2 действија. Оние што работеле јавни набавки знаат дека законот за јавни набавки е на над 100 страници. Малтене се е опишано до детал. А законодавецот, така како што сега го предлага, тој има само 2 действија. Вели, ќе ги прочитам, ако некој спротивно на закон, службени лица, прво, набави стоки, услуги или работи без да спроведе постапка за јавна набавка, или направи промени во договорот за јавна набавка или рамковната спогодба за време на нивната важност. Толку, спротивно на закон ќе се казни и така натаму и така натаму. Предходниот 5-ти став, кој што сега не постои, велеше, ако деловите од 1, 2, 3, 4, предходните членови, предизвикаат штета на буџетот од јавните фондови или од други средства на државата, гледате колку е тоа широко дефинирано, подразбира дека ќе биде казнет со затвор од најмалку 5 години. Што значи дека од 5 до максималната 20 па 40 апсолутно и така натаму. Значи и во насока на казнената политика имавме навистина големи казни, меѓутоа и во насока на тоа што се опфаќа тој став 5. Од тука сметам дека овој член не може да се однесува само на јавните набавки, односно став 5, туку мора да се однесува генерално на злоупотребата на парите од буџетот и се што е поврзано со исплати од буџетот во таа смисла. Само да ве потсетам дека во кривичниот законник за кривично дело злоупотреба на постапка за јавен повик, доделување договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство, тој 275В,
Предвидената казна е најмалку 4 години, што значи дека ако економските оператори прават криминал, тие ќе одговараат 3 пати повеќе отколку службеното лице, така како што сега е поставено законското решение, што би требало тоа да го спречи, а не го спречило. Значи ние имаме казнена политика која што е во основа многу построга кон фирмите, односно правните лица, и многу побеневолентна кон службениците. Така што еве уште еден пример кој што потврдува дека оваа норма е направена колку за да биде направена воопшто, или е некаков микс од можеби некакви ставови на некаква академска експертска јавност, кои што веројатно замешале прсти политички, па сме добили некаков Франкенштајн кој што во основа... Несомнено дека на законодавецот му припаѓа правото и да ја уредува и одредува казнената политика. Несомнено. Но ако се извлекувате од фиока по потреба, вие ќе го направите овој несразмер, бидејќи кривичниот законник по тежината на изречената казна, запретената казна, мора да зборува консеквентно и тој да го гледаме во целина. Ако Министерството за правда не го испрача новиот текст на законот, да видиме како оваа измена комуницира со пораките кои што предлагачот на идниот кривичен законник треба да ги испрати, сега ние зборуваме на парче за овие разлики кои всушност сведочат дека не може да имаме такви небулозни ситуации. Според моите информации, таа верзија на новиот кривичен законник, бидејќи тој се работи од 2019 година, практично многу се разликува од она што сега е понудено во собранието. И ако таа верзија утре се појави на некаква јавна расправа, точно ќе се види каде некој политички замешал прсти, кои запирки делови ги бришал, ги додавал и така натаму, за практично да добиеме едно решение кое што во основа е, би рекол, нецелосно, многу проблематично и не само поради тоа. Еве, во моментов се сетив дека... Можам ли само, колку многу значи еден збор која прави разликата, и сега не можам да бидам сигурна дека 9 пратеници ја знаат таа вештина на еден збор во правна смисла кој што може да ги промени контекстите. Во таа измена 23-та, во 353, отпадна искористување, така и остана пречекорување. Некој би рекол, а што е тоа толку многу различно? Меѓутоа, кога ќе ги видите подоцна последиците, станува јасно колку вештината што сака да се постигне со измените, може, како се вели, битно да биде промената. Сега искористување се враќа во овој предлог, ама се друго надолу е малку повеќе спорно. Дали е повик за нова грижа кој всушност нема, се помалку има атмосфера? Пораката на обвинителката Ристовска, која во еден момент веројатно резигнирана од ова што го добиваме на парче како одговор Уставниот суд да не ја донесе одлуката, вели дека е на границата да биде сосема сигурна дека новите предложени измени, ако станат инкриминација во овој член, ќе бидат полоши и од измените 23-та, затоа што ќе предизвикаат нов бран на туркање на нови обвиненија, кои веќе се во постапка, затоа што ќе изземат некои од битните актери во оваа приказна која опишува 353, а тоа се службените лица, министри, директори, полицајците, што битно ќе оштети антикорупцијската битка. Внимателноста кон тоа да се пристапува кон измена на кривичниот законник по една таква правна хаварија каква што се случи во 2023 подразбира многу внимателно читање на секоја запирка и на секој збор, бидејќи сега ние се обидуваме да поправиме штета која очигледно е непоправлива. Меѓутоа, не само што би требало тоа да го направиме, треба да бидеме многу внимателни како тоа ќе се рефлектира кон конкретните судски постапки кои што се во фаза на судење. Бидејќи секоја промена на кривичниот законник се разбира дека треба да се гледа низ призма на тоа што конкретно ќе донесе. Се разбира дека тоа не им беше на властодржците во 23-та кога ги донесуваа измените на кривичниот законник, па велија дека го прават за да се забрзаат постапките, а во основа добивме забрзано застарување. Од тука гледано, јас немам впечаток и нигде во образложението на самото на измените на кривичниот законник не прочитав, освен повикување на некаква анализа што е направила собранието за казнената политика и така натаму, така што не успеав да видам врз основа на каква анализа казнена, кои се тоа експерти што биле консултирани, зошто нема јавна расправа за кривичниот законник, каде што ќе може и суди, јавни обвинители да објаснат зошто е важно одредена промена да биде направена. Паралелен таен начин
пратениците би се консултирале дури со некакви експерти, би правеле некакви анализи, кога пратениците се тука да контролираат работата на извршната власт, која превзела обврска во многу посериозен обем да заврши работа, меѓу другото да го донесе кривичниот законник. Оти и 23-та измените, прилично дрско, ги бранеа дека тоа е формулација која е екстрахирана од кривичниот законник што тогаш СДСМ го подготвил во Министерството за правда. Ако тоа бил нивниот кривичен законник и измените 23-та се екстракција, не знам како моите уши сега да разберат критиката на СДСМ кон овие 9 пратеници што го предложиле кривичниот законник, кој секако е малку скала повеќе од катастрофата 23-та, а слушаме коментари на што личи ова во смисла какви се решенијата во... Тоа е тој политички пинг-понг, тие одлично се разбираат што играат. Тоа е еднакво безобразно колку што во 2018 година пратениците тогаш на СДСМ ги бранија измените на 353, кои што потом ги повлекоа од дневниот ред на собранието и веле, знаете како е каучук норма растеглива, мора да се дефинира, да, ама не на начин на кој што веќе тргувате на грбот на правната држава. Туку тоа мора да го направите да биде во основа анализирано, меѓутоа и да имате некаква подкрепа законска, стручна, каква и да е, за да може понатаму да излезете и да кажете, видете, ова е нашиот предлог. Така што еднакви се ситуациите и тогаш кога се менуваше кривичниот законник и во 23-та. Еден делумно чуден момент во целата приказна, кој гледам дека се прифаќа како точност по автоматизам, и веќе бидам внимателна. Првите оценки се дека Уставниот суд во февруари донел револуционерна одлука. Не можам да препознам специјалната револуционерност. Има експерти кои велат, ако сакавте да бидете револуционери на 12 февруари оваа година, требаше да донесете поништувачка одлука, со што целосно ќе го изфрлите од правен промет измените на законот 23-та и ќе ги поправите штетите. Тоа е ехо во јавноста дека поправањето на штетите значи и умрените предмети дека можат да се вратат во живот. Начинот на кој што председателот на Уставниот суд интерпретира е безмалку дека ако Уставниот суд донесе таква одлука, а во февруари не донел укинувачка бидејќи би создал правен вакуум, па сега не знам што создадува, чекајќи да стигнеме до вакви измени на деветката од парламентот предлог. Дали вие сте меѓу оние кои што сметаат дека дали е укинувачка или е поништувачка одлуката, Уставниот суд не создава право, односно не е позитивен законодавец и не може да ја врати во живот старата норма. Оти има јавни настапи од кои заклучуваме дека некако како по автоматизам дека се враќа старото решение. Видете, сега јас не можам да речам дека сум супер експерт за уставно право, меѓутоа моето поимање на правото и на уставната материја, уставно-правната материја е на линија на ова што го кажавте, дека со поништување или со укинување не се воспоставува, не може да воспоставите претходната норма да го вратите во живот. Да го вратите во живот. При што ќе се случеше? Ако они донесе укинувачка одлука, ќе се создадеше правен вакуум, нема да постои таа норма во иднина. Ако донесува поништувачка, по мене уште полошо, правното дејство ќе беше и наназад и можеше да предизвика, бидејќи рачунете дека по тоа законско решение како што беше, а го поништиле, водени се постапки, донесени се и пресуди некои правосудници, ќе има повторувања и така натака, значи ќе се создадеше една малку збрка, да кажам, со тие предмети кои биле работени врз основа на измените од 23-та година. Добро, дали ќе создадело збрка? Има логика дека ако Уставниот суд констатира формални повреди, тогаш е сосема логично дека закон кој не бил донесен во процедура или согласно процедура, без оглед материјално што содржи,
дури нека бидат материјално сите содржини внатре согласно уставот и законот, тој всушност не можел да стане закон. Тоа е логиката ако го поништите меѓу другото поради формалните причини. Да, меѓутоа веројатно Уставниот суд ги имал предвид и последиците за кои говорев пред малку, па затоа се решил да искористи деловничката можност да даде рок за исполнување и така натака. Знаете како сега не ова внимавам како ќе се формулира. Ви го имате Уставниот суд на кој Управниот суд му носи одлука за активен судија кој во меѓувреме носел одлуки, гласал во тој уставен суд и сега ние велиме како одлуката на Уставниот суд би создала комплицирана ситуација, а Уставниот суд сам се наоѓал во таква комплицирана ситуација, затоа што одлуката на Управниот суд беше далеку после прилично поминато време од мандатот на Дуковска во истиот. Се сложувам дека е тоа непријатна ситуација се создаде со судиката Дуковска, меѓутоа повторно велам, укинувачката доколку се укинеше, можеби ако се донесеше укинувачка одлука, доколку Уставниот суд препознал дека се направени формални пропусти во постапката, па ете и на тоа се надоврза и материјално го ценеше и ја ценеше содржината на измената на кривичниот законник и по двата основа најде дека има елементи да биде оспорен таа одредба, односно таа измена. Веројатно ако донесеше укинувачка одлука, можеби и побрзо ќе се реагираше со донесување на таа правна празнина што би се создала од страна на собранието да се интервенираше веднаш со донесување на измени, односно дополна на... Еве проба Уставниот суд во очи на избори да тргне едно решение во изборниот законник, тоа создаде правен вакуум и како што знаете, законодавецот не се почувствува специјално повикан да разреши таа ситуација. Тоа се моменти кои прилично зборуваат, па ние сме тука да провериме дали сме на вистинската трага, дека во политичка смисла се проценува курентноста на моментот. Ако за политичката елита е добро да остане во правен вакуум нормата, тие ќе најдат 1000 причини тоа да остане така. Целиот овој пат и епизодите, ако сега се обидеме, зборуваме теоретски што тоа значи, цитираме експерти, но еве да бидеме апликативни. Дали Маглешов Тенк, која е единствената правосилна пресуда за Никола Груевски, под околности на оваа инкриминација во 353 можеше воопшто да го опфати премиерот. Всушност сакам да речам дека начинот на кој што сега е напишан, Никола Груевски не би бил на обвинителна клупа, Гордана Јанкуловска не би била на обвинителна клупа, а начинот на кој што е опишан став 5 во однос на јавните набавки, еве се обидував да проверувам, ми се чини дека Ѓоко Поповски исто така не би бил на обвинителна клупа затоа што е спроведен тендер, конкурентност. Зборуваме сега за која фаза опишува? Опишува членот 5. Да, се сложувам. И јас се обидов да анализирам низ оваа диоптрија да видам дали во дел од случаите и на специјалното јавно обвинителство, меѓутоа и не само тие, случаите кои што во моментов се судат, како тоа би изгледало доколку овој член се примени. И сега како да ви кажам, овој став 5 не постои, меѓутоа кога би постоел таков каков што е, тоа би подразбирало да, бидејќи вие само опфаќате сегменти, делови од постапката за јавна набавка. Не го опфаќате годишниот план, кој што да речеме треба една институција да го донеси да предвиди една јавна набавка, на пример. Не опфаќате различни други модалитети. Дали е прости ова состојба која ни останала во увото од еден телефонски разговор на Никола Груевски со Миле Јанакиевски, кога му вели: Миле, пиши мислење. За мислење не се одговара, нека му го мисли таа во општина Центар. Сега опсегот на овој член 5 буквално нека му го мисли таа во општина Центар, затоа што ги зема последните изведувачи на приказнат, а не креаторите, каде што во истражувачкото новинарство прво тргнува. Да ги проверите сопствениците на фирмата, блиски на, блиски до. Така. Сега некако е прилично тешко да речете дека
е нелогично сопругот на државен секретар во министерството да успее да добие тендер во истото министерство. Така е. На начин на кој што е опишан сега членот. Јас сум практично изненаден зошто има еден молк за сите овие измени и генерално за менувањето на кривичниот законник од јавното обвинителство. Тие велат, знаете, како ние чекаме што ќе ни донесе собранието, па од тука па натаму спроведуваме што не е така. Иницијатива за да ги оспори законските измени за измените на кривичниот законник во 2023 според член 59 став 1 од Закон за јавно обвинителство има и државниот обвинител. Меѓутоа државниот обвинител тогашен во 2023 веројатно имаше други амбиции и не можеше да биде, јас не се сеќам дека некој државен обвинител поднел иницијатива до Уставниот суд, иако законот му овозможува таква можност, што секако ќе дадеше една тежина, бидејќи сосема поинаку е кога државна институција како подносител. Така е, да. Меѓутоа кога јавното обвинителство, бидејќи јавното обвинителство најмногу работи со два закони, Законот за кривична постапка и Кривичниот законник. И се разбира дека вакви измени кои што тектонски изместија многу состојби генерално во казнената политика, вие ги гледате нема од страна, дури и сега. Еве после овие објавени измени јас не сум слушнал, освен се разбира поединечни обвинители со интегритет кои што излегуваат и велат ова не се добри измени, јавното обвинителство да се вклучи во некаква дискусија, да каже извине тоа не се добри измени, нас ќе ни предизвикаат дополнителен потрес и се разбира ќе ни го ограничат натамошниот простор за действување. Веде Исајловска такво прашање? Па зошто да не и Веде Исајловска, ми се чини дека може да покаже интерес, барем да ја отвори дискусијата. Не го сакам овој јазик во кој ги персонализираме работите, но повеќе од јасно е дека политичките екстензии наваму натаму всушност сведочат дека поединци ги знаат кројките на целиот, што би рекле хрватите, игроказ. Значи, таа 23-та, кога државниот обвинител губи безмалку се, да речеме, тоа е дел од проведувањето на осветата кон СЈО, тоа првенствено е во прв план тоа. Меѓутоа, државниот обвинител во истиот момент губи околу 50 предмети, не поврзани со СЈО, кои ги води обвинителството за организиран криминал. Ама во исто време, Јовевски чека во Собраниската комисија да помине за уставен судија. Изгледа како да нема логика дека тој би можел да му се обрати со иницијатива на Уставниот суд веќе утредента кога стапуваат на сила, да речеме да побера од Уставниот суд да стави времена мерка. Да, тие точно знаеа. Тоа е начинот на кој што и помагате на политиката да лизне целиот тој комплекс и потоа, како се вели, ќе зборуваме за правната држава. И потоа ќе излезете јавно и ќе речете, видете, ни ги врзаа рацете, едноставно тоа е факт, меѓутоа молкот кој што таму е толку гласен со години практично покажува дека само го помагате овој процес. Господин Малиновски, ги спомена во најавата до граница на непримерност лекциите од премиерот кон правосудниот блок, кон третата власт, на крајот се одважија да возвратат дека тој јазик ги поминува границите на пристојност и ингеренциите на премиерот, но се чини како тој да се обраќа на своји или потенцијално своји и дека има се корист таа пиаровска акција во која тој буквално секој ден им држеше лекција. Дали сте меѓу оние кои што сметат дека многу работи не достигаат, многу бели се направени внатре во системот и на обвинителството и на судството во смисла на одговорно и ефективно гонење во кривичните постапки, но ништо одвнатре, ни оддалеку не е толку злосторство против правдата како што може политиката еднократно, како тоа што го видовме 23-та, да згаси. Апсолутно. Значи, ако говориме за недоверба во правосудството, нели, во судството и обвинителството, обичниот граѓанин кој ќе го прашате зошто, ќе каже па никој не е осуден, ги пуштија овие и така натака. Значи, револтот или гневот на јавноста за сите овие пропаднати, пуштени низ вода случаи кои навистина многу тежеа, се адресираше на правосудството. Не се адресираше на политиката. На политиката може би еден ден, на денот на изборите. Меѓутоа, генерално перцепцијата, бидејќи ефектот од тоа се случи во
во судниците. И мислам дека е тоа... Политиката се однесува како во насловот на магистерската на Филков, тие нешто анализираат стратегија. Добро рековте вие. Оние кои толку лесно за еден ден ги направија измените 23-та, сега го критикуваат ова решение. Со кој кредибилитет? Значи, се сложувам дека политиката, па ако сакате и сите оние измени кои беа направени за обезбедување мнозинство за гласање и така натака, се е тоа во политичките кујни, да кажеме, се готви, а ефектот и последиците се случуваат во судниците и јавноста после реагира. Нели, судовите се вакви, судовите се онакви, не осудуваат, ги пуштаат и така натака. Маглишов, од една дебата на солуција во која освен председателот на Уставниот суд, универзитетскиот професор Денис Прешова, беше присутен и евроамбасадорот Рокас, направи чудна врска во наследството, кое е веројатно во овој момент токсично и треба прилично внимателно да се види во кој правец ке се движат промените. Тој ги врзува штетите од 23-та, нема сомнеш, тие се и во извештаите на Европската комисија, и вели дополнително отсуството на финансиска инекција, кое би го оснажило правосудството на доволно квалитетен начин под притисок на сега скратени рокови од тој зулум од 23-та да можат да ја завршуваат работата. Дали е тоа некаде приблично и точна диагноза, бидејќи никогаш не сме ја врзувале, од и тогаш говорат 23-та беше, ако ги скратиме роковите, ќе добиеме повеќе ефикасност. Во околности во кои функционира сега нашето правосудство, можноста да застаруваат, а не да ја зголемиме ефикасноста, се далеко поверојатно. Ние практично и да сакаме да направиме магија, не можеме да зголемиме ефикасноста, бидејќи кадрите се очајно ниски. И тоа говорам на сите нивоа. Нема доволно студии, нема доволно стручни соработници, записничари и така натаму. Со други зборови, ако вие поднесете некаква тужба или сте тужен, веројатно не ви е сеедно дали тужбата ќе ја добиете за 2 месеци или за 3 години. И дали таа ќе биде напишана во законскиот рок, дали записничарката, стручната соработничка, судиката сеедно ќе имаат можност тоа да го обработат или не. Така што на директен начин се рефлектира финансиската независност на правосудството во контекст на ефикасно и на ефективно правораздавање, што значи дека вам ви треба да добиете брза, ефикасна правда. Вам не ви треба 5 години да одите напред-назад и така натаму, бидејќи знаете како, адвокати ми кажуваат дека чекаат рочиште да им закажат за следната година, бидејќи практично судиите не можат да постигнат. Имате судии во кои што имате по 300, по 400, по 500 предмети. Ова се зборувате за нормалните судови. Кога зборуваме за кривичен, таму всушност и посакувате повеќе од 5, затоа што тргнувате на трасата на застарување. Да. Тоа е таа заблуда на понешниот председател дека мораше да се интервенира со овие измени, ги потпишал истиот ден, оти се трпале предмети во Страсбур. Не знам таков случај дека некој се пожалил за судење во неразумен рок, а чекал да биде осуден во кривична постапка. Претежно стигнуваат граѓански и управни постапки и така. Се разбира. Кога ги анализираме пораките на Уставниот суд, од така наречените формални причини, не сум сосема сигурна дека во тој пакет на измени различно време за стапување на сила, бидејќи екоцидот и другите беа за 6 месеци, овој беше интервентно брзо за 8 дена, во суштина се проблем, но тоа што ја разочарува јавноста, а го нема да речеме во оценките на Уставниот суд за тие измени од 23-та година, предлагачот вели дека тој пакет на измени покрен со европско знаменце, 35 имаат навистина европска директива, овие 3 во немаат и не лажат во таа смисла, не е се покриено со европска директива, но предлагачот тврди дека измените во КАЗЕ
немаат фискални импликации. Се моето логично прашање сега кога министерката за финансии исплаќа штети, дали тоа е последица од, како се вели, вие сега треба да исплатите, иако кога пратениците гласале сте ги довеле во заблуда дека законот нема да предизвика или нема да предизвика фискални импликации. Знаете, се зависи како ги дефинирате фискалните импликации. Од аспект на законодавец кој го носи законот, или од финансии, се тргнува дали спроведувањето на законот може да предизвика зголемени буџетски трошења и така натаму. И спроведувањето на законот предизвика. Пазете сега, он ќе рече нема истиот суд, истите обвинители, нема дополнителни ресурси, тоа нема финансиски импликации. Меѓутоа посредно и како има финансиски импликации ако ја гледате, ако влезете во содржината на обвиненијата, на предметите кои се водат и кога ќе видите дека вие сте требале да го пресметате тоа со некоја анализа. Чекайте, ако овие ги донесем измени, колку од овие ќе ни застарат, толку ќе застарат. Да ги прашувавме, веле, а ние тоа не знаеме, судот дотрва ќе се пресмета. Токму затоа велам, финансиски импликации онака тесно гледано нема. Ама судот не ги плаќа трошењата на финансиски импликации судењето, генерално по имотот, по буџетот на државата и како има. И ние наместо да навлезевме до осудителни пресуди, во дел на конфискации, на надоместување на штетата, ние се доведовме до ситуација на плаќање на штета за И уште плаќаме. И уште плаќаме, така да се. Овде правиме втора пауза за реклами. Господин Алиновски, на крај сме. 2004 е донесен овој кривичен законник, овој член 353. 2009 се заоштруваат казните над 5 години, значи 20 максималната. Предуставниот суд има иницијативи 2007, 2009, 2018. Уставниот суд ги отфрла сите што би требало да биде пракса на која сега би требало да се повика кога нешто се обидува да расправа за материјалното во измените. Кога ќе ги видите сега годините, дали се сомневате дека ништо од ова не е случајно одбрано и дека годините што ги читаме од 1 до 8, од 4 до 10, всушност зборуваат за тоа што ние во правна смисла дури не го разбираме, дека може да отидат до условна. Да. Значи, имаме драматично намалување на запретената казна. Значи, предходно, на оној од 2022, да кажеме, беше најмалку 5 години. И во таква ситуација, дури и со ограницени ублажување, не може да добие условна осуда. Сега имате од 1 до 8, а за штета со големи размери имате од 4 до 10. И во едниот и во другиот случај со граници на ублажување може да дојде до условна осуда и воопшто да нема ефективен затвор. Теоретски збора. Од друга страна, застареноста ни е 5 години. И сега, ако имаме предвид дека обично за овие кривични дела, кај што се нормално, политиката е вклучена, застареност за гонење. За гонење, обично искуството ни говори дека ова кривично дело стапува на сила кога ќе дојде до промена на власта. И сега теоретски произлегува дека една власт ако работа само да успеете да бркате 2 мандата. 2 мандата ако направите, вие може да направите колку сакате злоупотреби и едноставно застарено ви е кривичното гонење. Што е страшно. Предходно, со 5 години, најмалку 5 години, рокот за застарено се беше 10 години. Тоа е огромна разлика. Така да, и тоа е многу лоша порака, гледано од позиција да се испрати порака за коректно однесување, антикорупцијски политики и така натака. Со вас, Маглишов, ќе завршам на тема која исчезна од нашиот фокус, зашто заврши на крајот како знам само дека единствено ве интересира да си ги зголемите
платите, а на трага на претходното прашање дали е во право Рокас кога вели кога ќе им ги скратите роковите за постапување, мора да ги оснажите да може да ја завршуваат ефикасно работата, колку пораката дека деветата генерација од Академијата за суди и обвинители е дефинитивно загубена, е порака дека во следните 3 години повторно ќе има гепот кој нема од каде да влечете за да ги пополните, дури сега и да ви дадат, условно како вели од Министерството за финансии согласност. Така е, и ние влегуваме повторно во еден круг, бидејќи во меѓувреме имате суди обвинители што се пензионираат, значи тој број не е фиксен, па фиксен, туку постојано некој и ќе реши самиот да се повлече, што значи дека вие од базенот на луѓе од кај што можете да црпите практично материјал за во правосудството, вие затворен и ќе биде затворен во наредните 2 или 3 години. Одлуката не сум ја прочитал, меѓутоа она што е важно е дека многу долго се калкулираше со неа. Тоа е одлука на апелација? Не, тоа е одлука на управниот одбор на Академијата за суди и јавни обвинители и на вистина е на штета и на генерално на самите кандидати кои што потрошиле време, енергија, на крајот на криштата и живот за да може да остварат одредена своја зацртана цел, државата да се однесува вака несериозно и практично да ги пушта низ вода. Сега не знам тоа како ќе заврши, меѓутоа сакам да верувам дека одлуката е добро образложена и дека на вистина управниот одбор нашол начин. Тоа генерацијата која помина преку иницијативата на кандидатката за претседател Гордана Силјановска во Државната комисија за спречување на корупцијата, што значи дека ќе имаме исто така наредните години, со други зборови, мал број на суди, недоволно јавни обвинители и така натаму, и повторно ќе раскажуваме истата песна и повторно ќе ги раскажуваме истите приказни. До нова година веројатно нема да има ништо, ако е редовна постапка ќе ја разлечат доволно долго Уставниот суд да има разбирање дека се исполнува формалниот услов, а веќе следната година ќе почне да тече времето за оној услов од грејс периодот во кој треба да биде донесен кривичниот законник, па веројатно ќе биде ајде да не ја носиме сега по оваа иницијатива од деветката, да се чекаме да го видиме во пакет кривичниот законник и тоа само ќе го троши времето и претпоставувам веќе и ентузијазмот на се помалкуте групи и граѓанство кои всушност 2018 беа најбучните и го спречија Зоран Заев на тој 27 декември 2018 година во пакет двата члена, меѓу кои овој 353, да ја доживеат измената, а тој да си замене за Струмица со чувство дека го составил мнозинството за уставни промени. Благодарам што вечерва не следевте, останете на Телма телевизија, ние ќе се видиме во следната година. Ви посакувам убави празници, пријатно, колегите ве очекуваат во 21:30 со новите вести.